Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Општина Охрид е рекордер меѓу општините во државава по предмети од урбанистичката сфера. И покрај енергетската и економската криза, Охрид украсен и со забава на плоштад ќе ја дочека новата година. Гости од соседството ги закупуваат охридските хотелски капацитети за предстојните празници. Од кои извори се информираат граѓаните во општините од регионов и каква е нивната доверба во медиумите? Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното утро, во текот на денот времето умерено облачно со сончеви периоди. Ветровито студено со измерени максимални само 7 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда, умерено облачно и студено. Утре на Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, кои ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат на запад од Пиренејскиот полуостров. На крајниот север и североисток од Балканскиот полуостров пак врнежи од снег. Во останатите делови од Европа стабилно со зголемена облачност и студено време. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно облачно, ветровито и студено. Во централните и јужните делови нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури во интервал од 4 до 14 степени Целзиусови. Во Македонија пак утре времето облачно и нестабилно, ќе има врнежи од дожд, ќе биде ветровито и студено. Над 1200 метри надморска височина врнежи од снег. Минималните температури од -3 до +6 степени. Максималните дневни утре во Македонија од 3 до 10 степени. Во Охрид во среда времето ќе биде умерено облачно и нестабилно. Ќе има врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури. Минималната 2 степени над нулата, максималната дневна 6. Во четврток времето облачно со пообилни врнежи од дожд, минималната 3, дневната 6 степени, а во петок времето умерено облачно со сончеви периоди. Утринската температура 2, дневната 8 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно облачно и свежо време. Минималната 1, дневната 8 степени Целзиусови. Ноември, месец на бесплатна реклама на ТВМ. Во време на тешка економска криза, ТВМ ја помага локалната економија со бесплатно отстапување на својот рекламен простор. Обратете се на нашите телефони за вашиот бизнис да стане видлив во регионов. Супер акција во Миса Маркети. Ева туна со зеленчук 115 грама 42 денари, чај подравка Нане 30 грама 59 денари, маслинки 1 килограм 239 денари, Виофаст посен кашкавал 140 грама 69 денари, Виофаст посно бело сирење 200 грама 99 денари, Битолско брашно тип 401 килограм 42 денари, Фриком златна мешавина 400 грама 63 денари, Фриком грашок 400 грама 63 денари, Фриком црвено овошје 400 грама 129 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Данкат, ваш партнер, село Мистрешево, Струга.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охрид е рекордер меѓу општините во државава по број на предмети од урбанистичката сфера, од кои дел се во процедура и по 15 години. Секторот за урбанизам при општина Охрид планира да ги бриши старите предмети, за кои е најдобро да се отпочнат по новиот закон за урбанистичко планирање. Урбанистичките планови мора да се преработуваат и усогласат со планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион, доколку сакаме да го зачуваме статусот на УНЕСКО. Граѓаните и охридските советници се интересираат за судбината на урбанистичките планови изготвени пред повеќе од 10 години, а кои никако да се донесат. Во време кога се крои програмата за урбанистичко планирање за 2023 година, советниците бараат подетални информации за секој план, кога е започнат да се изработува и поради кои причини не е ставен на совет за усвојување. Во нацрт програмата за донесување на урбанистички планови има наведено 7-8 на така планови кои што се предвидени да се носат во наредниот период. Прашав за еден план, мито ќе прашам и за другиве. Тоа е урбана заедница 4, мислам дека беше дел 4-4. Тоа е распаќе, бидејќи има реакција од заинтересирани граѓани кои што имаат своји таму имоти. Тој план е почнат да се изготвуваат и завршен е 2010 година. Значи 12 години не е донесен проблем со некои поправки на грешки, биле исправени и бил усогласен наназад со УНЕСКО. Значи, се надевам дека оваа година не само тој и сите овие кои што ги имаме зацртано ќе се донесат, бидејќи од она што јас памтам, една година сум советник, меѓутоа едно 2 години наназад, а сигурно ова и уште наназад, детален план советот ова и минатиот нема донесен. Планот за распајќе ДУП во урбана заедница 4, урбан блок 4.4 е стопиран поради неиздавање позитивно мислење од Комисијата за УНЕСКО. И тој не е изолиран случај. Скоро сите планови имаат проблем во спроведувањето, но проблемот не е до општината и стручните служби, вели Богдан Настески Герман од секторот за урбанизам. Бидејќи се започнати во многу стара поставки, започнати се многу стари поставки, самата Комисија за УНЕСКО предлага да започнат со новиот закон, значи да се отпочнат нови поставки. Имаат малце неосогласување со нивните варања, со она што е потпишано во планската програма за тие планови. Меѓутоа, за овој план конкретно ќе се обезбеди нова ажурирана подлога за да може да продолжи поставката по старо и да видиме колку можеме да ги испочитуваме барањата на Комисијата за УНЕСКО. Секторот за урбанизам има повеќе од 200 предмети за работа во предстојната година. Нема ниту една друга општина во државава или да ги собереме сите скопски општини заедно, немаат толку предмети. Дополнително специфично е што Охрид како подрачје подлежи на обезбедување на мислење и согласности од многу институции, вели Настески Герман, но додава дека препреките се совладуваат, се врши усогласување со барањата на Комисијата, а секторот планира и да ги расчисти фиоките од стари предмети за кои е најдобро да се отпочнат по новиот закон за урбанистичко планирање, бидејќи во него има рокови во кои треба еден план да се донесе, додека претходно немаше такво ограничување. Работата ќе оди. Меѓутоа, интенцијата токму и на секторот за урбанизам е да се расчистат тие стари планови, бидејќи поради голем број на измени и дополнувања на законот и правилникот, веќе се создава еден хаос и нема можност за донесување. Имаме цел сите овие планови кои се започнати по стара поставка, дел веќе планерските фирми се затворени. Инвеститорите кои се иницијатори на тие планови се повлекле, немаат интерес за разработка. Само ги држат во залог тие територии да нема можност општината да иницира нови постапки за тоа подрачје. Затоа лека по лека ќе ги бришиме тие стари планови, не се само од 2010, имаме планови од 2006. Имаме и постари планови. Инаку првиот детален урбанистички план усогласен со планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион, општина Охрид, го донесе во март 2021 година, кој се однесуваше на урбана заедница 8 Бејбунар. Тој првично беше поништен во 2013-та, за потоа да се преработи и усогласи согласно препораките на УНЕСКО и доби позитивно мислење од Комисијата за УНЕСКО и од Министерството за транспорт и врски. И покрај економската и енергетската криза, Охрид ќе биде украсен за новогодишните празници.
За бројните туристи кои се очекува новогодишната ноќ да ја дочекаат во најголемиот туристички центар во земјава, има и организиран дочек на градскиот плоштад. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков вели: ќе биде скромно и целокупната организација нема да чини повеќе од лани, околу 12.000 евра. Охрид ќе биде накитен за новогодишните празници и покрај енергетската и економската криза, главниот туристички центар ќе има организиран дочек на новата година на градскиот плоштад. Според градоначалникот Пецаков, програмата се уште не е финализирана, но целокупната организација нема да чини повеќе од 12.000 евра. Забава ќе има 2 денови, на 31 декември и 1 јануари. Ќе се украсува Охрид е туристичко место, туристички град и нема да трпи воопшто ниту на украсувањето, секако ниту на новогодишната забава, односно оние кои што ќе се погрижат за вечерта туристите да уживаат, а секако и луѓето од Охрид. Одлуката да се организира новогодишен дочек се коси со одлуката на владата за штедење, но Пецаков е дециден. Охрид е туристички центар и треба подготвен да ги дочека бројните туристи. Организирањето новогодишен дочек ќе привлече голем број туристи и нема да има финансиски импликации. Охрид е туристички центар, аз се надевам дека нивните одлуки што ги носат и кои што ги менвет од денес за вечер не поврзано со енергетска криза, ќе почнат тие да ги почитуваат, а пак ќе кажам Охрид е туристички центар кој што ќе посетат огромен број на туристи и секако дека нема трпи. Ние како локална самоуправа по однос на настрана кога трниме јавното претпријатие Водовод, сите оние долгови дали биле за грење, дали биле за електрична енергија или било како настанат и во образование сме ги исчистили, а локална самоуправа воопшто не должи. Имаме една друга работа, тоа е јавното осветлување, приватно партнерство на склучено 14-15 година, кој што го стопанисува приватна фирма и тие си имаат посебен договор за набавка на електрична енергија, така да ние немаме никакви ниту долгови, ниту било какви финансиски импликации ќе има општината за одржување на ова прослава. Охрид очекува голем број туристи за новогодишните празници. Туристичките агенции во регионот Србија и Црна Гора на големо го нудат градот за дочек на новогодишната ноќ. Најчесто 3-дневни аранжмани кои чинат од 90 до 140 евра, зависно од сместувањето и екскурзиите. Гости од соседството ги закупуваат хотелите на Охридското крајбрежје за предстојните празници. Грчките туристи се враќаат на ривиерата за божитините празници, а ги нема бугарските туристи. Голем интерес има за закуп на аранжмани за дочек на новата година од страна на српски туристички агенции. Хотелите на Охридското крајбрежје се закупуваат од гости од соседството за престојните новогодишни празници. Од регионот српски и грчки туристи се најзаинтересирани зимските празници да ги поминат на Охридското езеро. Хотелиерите најчесто нудат полупансионско сместување за дводневни и тродневни аранжмани. Во хотел Нова Ривиера за божитните празници има закуп на сместувачките капацитети од грчки гости, информира Ангел Ангелески, менеджер на хотелот. Интерес има за овој католичкиот Божик. Најверојатно ќе имаме група од Грција. И интересот е голем за католичкиот Божик. Интерес има и за Нова година. За Нова година имаме понуда со 3 ноќевања 4 дена и 4 ноќевања 5 дена на база полупансион. Има интерес, има гости од Македонија, од Србија, Босна, Хрватска, има и од Грција. Домашните гости пак покажуваат најголем интерес за релаксација од секојдневните обврски во предновогодишните забави. Има голем интерес за предновогодишни, можам да кажам дека поголем има интерес за предновогодишни забави него за Нова година. Додека грчките туристи се враќаат на Охридската ривиера за предстојните божикни празници, интерес не има од бугарските туристи. Слична е ситуацијата за закуп на туристички аранжмани и во останатите поголеми хотелски објекти на крајбрежјето. Во хотел Милениум за божикните празници ќе престојуваат грчки туристи, а за новогодишните аранжмани се најзаинтересирани српските гости. И тука се нудат најчесто тродневни аранжмани на база на полупансион. Во хотел Инекс Олгица нема понуда за аранжман за католички Божик, додека за новогодишните празници тродневните аранжмани им се најбарани од туристичките агенции во Србија.
Хотелиерите се задоволни од интересот на гостите и ги подготвуваат нивните гастрономски понуди. Покрај добрата храна и пијалоци, ќе се погрижат и за добра музичка забава на нивните гости. Од какви и од кои медиуми се информираат граѓаните од општините во регионот? Какви се навиките за следење содржини во онлайн светот на брзи информации, како на социјалните медиуми, така и на интернет? Најголем дел од граѓаните информациите ги добиваат од интернет, а помалку од телевизиите и од радијата. Но довербата во медиумите е другата страна на медалот. ТВМ телевизија на оваа тема спроведе анкета преку алатката Engage Citizen Reporting. Граѓаните ги менуваат своите навики за информирање од медиумите, притоа се повеќе го користат интернетот преку мобилен телефон или преку компјутер. Онлайн медиумите се повеќе ги привлекуваат огласувачите, но телевизијата се уште останува влијателен извор за информирање. Според резултатите од истражувањата направени за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, телевизијата е многу влијателна во формирањето на јавното мислење за политичките и другите важни општествени прашања. Информирани граѓани се основа за одржување на едно успешно и силно демократско општество, но истражувањата покажуваат дека стапката на медиумска писменост на граѓаните во земјава е меѓу најниските во регионот во време кога сериозни кампањи за дезинформирање земаат замав. Професионалното објективно базирано на факти новинарство е од суштинско значење во градење на демократските капацитети на една земја преку процесот на информирање на граѓаните и заштита на јавниот интерес. Тоа е поизразено во денешно време на информацијски хаос, во онлайн светот на брзи информации, на социјални медиуми и интернет, каде секој може да објавува содржини, граѓаните се изложени на најразлични практики кои имаат за цел виралност на сметка на квалитет и точност на информациите. ТВМ спроведе анкета за навиките за информирање на граѓаните од регионов и за тоа во кои медиуми имаат доверба. 90% од граѓаните во Охридско-Струшкиот регион информациите ги добиваат од веб портали. 44% се информираат од телевизиите, 13,8% од радија, 7,44% од интернет и социјални мрежи, а 6,4% се уште читаат весници. Ова го покажуваат резултатите од електронската анкета која спроведе tvm.mk преку алатката Engage Citizen Reporting од проектот Media for All во периодот од 4 до 29 ноември годинава. Анкетираните граѓани одговараа и на прашања за тоа во кои медиуми имаат најмногу или немаат доверба. При тоа можеа да наведат повеќе од еден медиум. Најголем број од анкетираните ги навеле ТВМ и Охрид Њуз како медиуми во кои имаат најмногу доверба, додека пак како медиуми во кои имаат најмалку доверба, најголем број од анкетираните ги навеле Охрид Скај и Охрид 1. Од граѓаните кои одговориле на анкетата, 92,6% се од Охрид. Што се однесува до националните медиуми, 24% од анкетираните најмногу доверба имаат во телевизија Телма, најмалку доверба или 31% од анкетираните имаат во Сител. Но неинтересно е што 28% од анкетираните одговориле дека немаат доверба во ниту еден национален медиум. На прашањето кои теми и содржини би сакале да бидат позастапени во медиумите, анкетираните граѓани понудија најразлични одговори, како проблемите на граѓаните, успешни приказни за локални луѓе, дебати на различни локални теми, работењето на општината, поголемо критичко следење на локалната самоуправа и работата на јавните предпријатија, корупцијата во институциите, како се трошат буџетските средства, заштитата на културното наследство. Голем број од анкетираните навеле дека сакаат повеќе застапеност на теми од културата, дебатни и контактни емисии со локални лица, документарни емисии и повеќе спорт. Во продолжение следуваат вестите од светот. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денес во Букурешт изјави дека војната алијанса е подготвена да брани секоја педа од својата територија. Тој најави дека министрите за надворешни работи на НАТО се состануваат во Букурешт во време кога на границите на Романија беснее руската војна. Ова е критично време за нашата безбедност,
но ние испраќаме порака дека НАТО е тука буден и подготвен да ја брани секоја педа од својата територија. Како одговор на војната во Украина ја подигнавме подготвеноста на нашите војници. Столтенберг кажа дека НАТО не е дел од конфликтот во Украина, но дека и дава поддршка на таа земја. Според него нема одржлив мир ако победи агресорот, ако угнетувањето и автократијата победат над демократијата. Белата куќа ги отфрли обвинувањата дека САД профитираат од драстично зголемените цени на течниот природен газ или LNG, што го доставуваат во Европа. Представник на американската администрација синоќа на конференциска врска им рече на новинарите дека обвинението е лажно и дека Вашингтон и доставува газ на Европа за да ја помогне да се подготви за зимата. Имено најголемиот дел од LNG гасот од САД се испорачува со долгорочни договори со странски трговски компании, а меѓу нив има и неколку европски компании кои потога го препродаваат гасот на европските потрошувачи, појасни тој. Европските земји се борат за снабдување со енергија откако Русија го прекина снабдувањето како одговор на западните санкции поради нејзината инвазија на Украина. Течниот газ длабоко замрзнат, природен, под висок притисок, кој се транспортира со бродови во течна форма е една алтернатива. За сега повеќето европски земји добиваат ваков газ од САД. Германскиот министер за економија Роберт Хабек неодамна ги обвини земјите извозничи на течен газ дека ги зголемуваат цените по енергетската криза. Стивнуваат протестите против строгите ковид мерки во Кина кои избија викендов откако властите почнаа да преземаат мерки за нивно скротување. Силно политиско присуство е забележано во неколку градови и денес немало знаци на поголеми собери во Пекинг, Шангај и други големи градови. Од Кина доаѓаат извештаи дека властите почнале истрага против учесници во протестите и дека ги проверуваат нивните телефони. Протестите инаку почнаа по пожар во стамбена зграда во западниот град Урумки, кога загинаа најмалку 10 луѓе. Се верува дека тие луѓе починале затоа што не можеле да избегаат од зградата поради воведениот карантин, што властите го демантираат. Планираните протести во Пекинг вчера не се реализираа откако полицијата го окружи местото каде се собираат демонстрантите, а во Шангај беа поставени и големи бариери долж главната маршрута на протестите. Мал протест се одржа во јужниот град Хангжу, но бил бргу сопрен. Регионалните власти најавија олеснување на некои ковид мерки, но владата потврди дека останува посветена на својата нулта ковид стратегија, поради која некои области се во карантин со месеци. Шпанската крајбрежна стража спаси тројца мигранти качени на танкер што пристигна на Канарските острови од Нигерија, седејќи на кормилото веднаш над водната линија. На фотографија дистрибуирана на Твитер од страна на крајбрежната стража вчера, тројцата мигранти се прикажани качени на кормило на танкер за нафта и хемиски производи Алитини 2. Овој брод со малтешко знаме пристигна во Лас Палмас во Гран Канарија во понеделникот попладне по 11-дневно патување од Лагос во Нигерија, според Марин Трафик, веб страна за следење бродови. Мигрантите биле однесени во пристаниште и посетени од здравствените служби поради дехидрација и хипотермија, објави крајбрежната стража на Твитер. Шпанските податоци покажуваат дека миграцијата по море до архипелагот скокнала за 51% во првите 5 месеци од годината во споредба со минатата година. Ова беше се во првото издание на Дневникот. Ви благодарам за довербата, пријатно.